Малите депонии може да се затворат само со изградба на регионални депонии, додека депонијата Русино во Гостивар ќе продолжи да функционира како таква, иако првично беше најавено дека ќе биде активна само 5 години. Министерот за економија Мухамед Хоџа денеска беше во Гостивар, каде беа промовирани нови уреди за одржување на депонијата Русино. Shpresojmë se me rindërtimin apo me ndërtimin e deponive rajonale, qendrave rajonale për menaxhim me mbeturina, do t'ju vjen fundi edhe deponimeve ilegale. Ashtu edhe siç kemi njoftuar opinionin muajin e fundit se ne jemi në fazën e parë të realizimit të projektit për ndërtimin e qendrave rajonale për grumbullimin e mbeturinave. Njëra nga ato qendra është edhe kjo që jemi sot këtu mu pikrisht në Rusino, ku dhe fillojmë fazën e parë të realizimit përkatësisht sigurimin e pajisjeve apo mekanizimit I cili do t'jetë në përdorim për deponin e Rosinos dhe të shërbejë njëkohësisht të gjitha komunat të cilat grafikojnë në këtë rajon. Хоџа информираше дека регионалната депонија Русино, иако првично беше планирано да се премести од сегашната локација поради загадувањето на водата и близината на градот Гостивар, нема да се преместуваат, туку ќе се инвестира во незино уредување и модернизација. Ndërtimi I qendrave rajonale për grumbullimin e mbeturinave do të përfshijë në disa rajone. Njëra nga ato do të jetë edhe ndërtimi I qendrës rajonale për grumbullimin e mbeturinave këtu në Rusino. Министерот зборуваше и за правниот статус на депонијата Дрисла, која според него ќе остане под ингеренција на град Скопје. Овие изјави Хоџа ги даде денеска при пуштањето во употреба на новата механизација за депонијата Русина во Полошкиот регион, обезбедена со поддршка од ДЕБОР и амбасадата на Швајцарија.